Едно од реално кредибилните прашања што се отвораат, зошто додека ја почнувате сега оваа дебата, паралелно се уште активно вработувате голем број нови кадри во јавниот сектор. Еве, јас извадив само неколку отворени повици во овој момент. Например, Биро за развој на образование 8 извршители. Државен инспекторат за труд 10 извршители. Државен инспекторат за локална самоуправа 3 извршители. Ова се само дел од активните конкурси во овој момент за нови вработувања во јавниот сектор. Сепак нели е малку лицемерно од една страна сега да разговараме за наоѓање решение за вишокот кој што ќе биде утврден, од друга страна да се трупаат вишоци. Оно што цело време го кажуваме и сме збориле често пати на оваа тема е дека имаме превработеност некаде во одредени ситуации каде што немаме потреба од таков тип на кадар и имаме сериозен недостаток во одредени институции од одреден тип на кадар. Вработување и секој што го велам, никогаш нема да престанат. Ова е жива материја, луѓе доаѓаат, си одат, дневно се менува состојбата. Особено еве само неколкуто институции што ги набројавте во инспекторатите. Согласно меѓународно финансиран проект од USAID, имаме конкретна и многу опсежна анализа за состојбата на инспекцијските служби, која што е објавена, јавно дебатирана. Од неа произлезе и измена на законот за инспекцијски надзор, каде што е утврден сериозен недостаток и на инспекцијски служби и на административни служби во инспекторатите. Ако сакаме да не се почитуваат законите во држава, мораме да ги зајакнеме капацитетите на инспекцијските служби. И сега се осврнувам само на двата примера што ги прочитавте. Секој раководител на институција, сепак на крајот на денот, самиот има одговорноста и за резултатите и за човечките ресурси во таа институција. Јас и ние како Министерство за информатичко општество и администрација немаме детален увид во потребите на 1300 институции кои што постојат во државата, но затоа ја правиме функционалната анализа, која што е согласно методологија која што направивме со меѓународни експерти. Значи не е нешто што сме седнале сами сме го направиле. Меѓународни експерти и врз основа на тоа секоја институција ќе се ги направи овие функционални анализи, самите ги спроведуваат согласно таа методологија и ќе ги добиеме резултати.